Добро вечер, дневник на ТВ+. Еве што ќе гледате. Одбележан денот на Здружената оперативна команда во Куманово. Во кумановските училишта ќе се изучува ромскиот јазик. Пронајдени 50 гранати од Втората светска војна. Во Развигорче одбележан денот на здрава храна. Во касарната Боро Менков со воена свеченост денеска се одбележа денот на Здружената оперативна команда 17 октомври во присуство на министерот за одбрана Зоран Јолевски, началникот на Генералштабот на Република Македонија, повеќе генерали и старешини. На денешната свеченост се даде краток историски осврт на македонското кресненско востание од 1878 година. Чествувањето на денот на Здружената оперативна команда започна од минатата година со одлука на председателот на Република Македонија како врховен командант на вооружените сили. Во касарната Боро Менков денеска се одбележа денот на Здружената оперативна команда 17 октомври, на воената свеченост која се одржува втора година поред со одлука на председателот на Република Македонија, воедно и врховен командант на вооружените сили, присуствуваа министерот за одбрана Зоран Јолевски, началникот на Генералштабот на АРМ Методија Величковски, повеќе генерали, старешини, војници. Одлука на председателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили се отпочна со чествување на 17 октомври како ден на Здружената оперативна команда во спомен на одбележување на еден од значајните историски настани врз кои се темелат традициите на армијата на Република Македонија. Утрешниот датум е денот кога далечната 1878 година во селото Креста е формиран штабот на македонското, познато како Кресненско востание, ден кога воедно е кренато и востанието. На денешната свеченост беше даден и краток историски осврт на македонското востание и неговото значење за македонската историја. Незадоволен од одлуките на Берлинскиот конгрес, кај македонскиот народ нараснал патриотизмот и се воздигнал борбениот дух. Македонските дејци сватиле дека македонскиот народ за својата слобода мора самиот да се избори со своите внатрешни сили и средства, и веднаш започнал со подготовки за самоорганизирање и самовооружување за сопствено ослободување. Командантот на ЗОК Ѓурчиновски на крајот порача дека сите заедно и понатаму ќе вложуваат максимални напори и ќе дадат несебичен придонес во остварување на националните стратегиски цели, членство во ЕУ и во НАТО. На свеченоста традиционално се доделуваат и златна значка на АРМ, награди и пофалници на повеќе полковници, подполковници и десетари. По завршување на официјалниот дел присутните го разгледаа историското катче во просториите на ЗОК, каде се наоѓаат печатот на штабот на Кресненското востание и неколку артефакти од тој период на македонската историја. Здружената оперативна команда како команда од оперативно рамниште екзистира од почетокот на формирањето на АРМ како армиски корпус. Во 2000 година се трансформира во прв армиски корпус, во 2002 се преименува во команда на копнена војска, а од 2005 година се преструктурира во сегашниот назив според стандардите на НАТО. Со цел да се зачува културата и традицијата на ромите, во 4 основни училишта во Куманово ќе се изучува ромскиот јазик. Наставата нема да биде задолжителна, туку децата ќе имаат право на избор. На овој начин на ромите ќе им се даде можност да го запознаат својот јазик, културата и традицијата. Оваа нова образовна измена утринава беше свечено одбележана во основното училиште Христијан Карпош. Мадара ромеса арман туткадел барбалотове тернотачове. Мадара ромесар, каштака паравел, лове на не тутартерел. Во основните училишта Христијан Карпош 11 октомври браќа Миладиновци и Крсте Мисирков од оваа учебна година започнува изучување на ромскиот јазик како изборен предмет или како странски јазик. На тој начин, освен што ќе се врати во употреба овој јазик, на децата од трето оделение ќе им се даде можност и да се запознаат со својата култура и историја. По тој повод, утринава во Христијан Карпош се одржа манифестација со која свечено е одбележана оваа нова законска измена. Се надевам дека изучување на овој јазик во голема мера ќе го подобри квалитетот на воспитно-образовниот процес, нивната инклузија, значи
редовноста, сите оние проблеми што ги имаме со ромите, дека ќе бидат надминати и дека ќе има подобри резултати. Наставничката Елвира Мустафова раскажа дека во моментов имаат само по 1 час. Интересот е многу голем, децата изразуваат голема желба, сакаат да работат, среќни се бидејќи нов предмет е, јазикот си го изучуваат, има многу изборчиња што не ги знаат и они, но интересни им се и стекнуваат навика да научат кој е нивното знаме, која е нивната химна, бидејќи они не знаеат дека ние имаме и химна и знаме и учебници, дека се изучува тоа според нормално. Невладините организации изразија задоволство што по толку години е воведено изучување на ромскиот јазик. Тоа е еден добар гест и од страна на локалната самоуправа и од Министерство за образование, каде што успеевме, значи, со представници од невладин сектор и со граѓанските активисти да се воведе ромскиот јазик и култура, што значи дека нашите ромски деца ќе го изучуваат ромскиот јазик, културата, историјата, што останатите генерации или постарите генерации тоа го нема. Во другите градови веќе ова многу одамна тече. За жал во Куманово ние касниме, но сепак сме среќни што се случува, што децата ќе го изучуваат литературно ромскиот јазик и култура, така да тоа ќе биде многу важно и за нас и за децата. А уште посреќен ќе бидам ако се вклучат и неромски деца да го изучат овој јазик, каде што мислам дека е важно за да колку повеќе знаеш јазици, толку си побогат. Децата изразија задоволство што освен дома и на училиште ќе може да зборуваат на својот мајчин јазик, но освен роми во училиштата јазикот може да го изучуваат и другите деца. Па, во прво одделение немав никакви другарчиња роми, сега имам и можам да зборувам со нив на ромски. Јас го сакам ромскиот јазик зашто ми е интересен, забавен и ако се изгубам негде и можам да со ромите да зборувам ромски. Инаку на ниво на државата учењето ромски јазик како изборен предмет се спроведува веќе неколку години. Пиротехничари од Дирекцијата за заштита и спасување утрово пронајдоа околу 50 гранати од Втората светска војна. Старото оружје и муниција ќе бидат сместени во магазинот во Проевце, а ќе бидат уништени на Криволак. 50 на гранати кои потекнуваат од Втората светска војна пронајде утрово Дирекцијата за заштита и спасување покрај железничката пруга во близина на Холјус и Комерц. Пиротехничари од Дирекцијата по пријава од вработени во македонски железници деновиве се на терен во потрага по старото оружје и муниција. Има пронајдено артилериски гранати од 75 мм, 27 парчиња. Има артилериски гранати од 40 мм, 20 парчиња. Минофрлачки мини има од 60 мм, 3 парчиња. И куршуми артилериски противавионски 20 мм, 5 парчиња. Овие се од период од Втора светска војна. А најверојатно покажувањето таму, како кажуваат мештаните, дека постари лица се превртел некој вагон со муниција и најверојатно тоа што испукало, ова што останало сега се нашло. И покрај тоа што гранатите потекнуваат од дамнешно време, сепак тие се во исправна состојба, велат пиротехничарите. Ако е тоа останато така и изгледа, например, коридирано, меѓу другото гранатите се во исправна состојба, значи они се херметички затворени, така што експлозивот нема, да кажам, век на уништо него си трае. Така што и затоа ги трагаме на страна и ќе бидат истите уништени на Криволак. Значи имаат дејство на експлозија.
Околу 20 гранати покрај пругата беа пронајдени пред 10 дена. Сите парчиња ќе бидат складирани во магазин на Дирекцијата за заштита и спасување во Проевце, а уништувањето се врши на Криволак. По препорака на Министерството за труд и социјална политика, во сите јавни установи низ државата се одбележува Националниот ден на здрава храна. Градинката Ангел Шајче од Куманово се вклучи во оваа активност, при што во објектот Развигорче беше организирана манифестација и промоција на упатството за здрава храна. Светскиот ден на здрава храна беше одбележан во објектот Развигорче на градинката Ангел Шајче. Децата преку различни содржини се едуцираат за процесот на одгледување и конзумирање на здрава храна. На манифестацијата беше промовирано упатство за здрава храна, подготвено од Министерството за труд и социјална политика. Цел на програмата е да се запознаат децата со процес на одгледување на растенијата, запознавање со карактеристиките на овошјето и зеленчукот преку воочување и вкусување, запознавање на децата со начин на правилно консумирање на здрава храна. Исто така децата да се запознаат со овошјето и зеленчукот, кои не сме во можност да ги садиме поради нивните карактеристики, но да се запознаат со придобивките што ги добиваат од тие овошји и зеленчуци за правилен раст и развој на детскиот организам. Присутните гости, родителите и децата ја посетија органската градина во дворот на градинката. Децата учествуваа во собирање на зеленчукови плодови, а потоа од нив подготвија салата. Покрај ова активност во сите воспитни групи на ниво на објектот Развигорче се реализирани повеќе активности за здрава храна, и тоа во прва мала децата со учителките обработуваа стихотворба за овош и зеленчук, во втора мала имаше куклена представа за овош и за зеленчук, а потоа децата цртаат по доживување. Во средна Б група децата со своите учителки подготвија овошна салата, истата ја дегустираа. А во средна А група работевме по слики за познавање со овоше и зеленчук, исто така работевме и стихотворба за витамини и за зимница. Целта на манифестацијата е децата од најмала возраст да разберат дека овошјето и зеленчукот се многу важни за нивниот раст и развој. По препорака на Министерството за труд и социјална политика, во сите јавни установи низ државата се одбележува Националниот ден на здрава храна. До крајот на ноември годинава во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството треба да се достават барања за финансиска поддршка на руралниот развој во 2015 година. Помош се доделува за зачувување на руралните средини и нивните традиционални карактеристики, односно надомест за одржување на пасишта, ливади и овчарство. Се доделуваат 80% до просечна месечна бруто плата во дејноста за одгледување и напасување на добиток во место кое со надморска височина над 700 метри. За места кои се со надморска височина под 700 метри се доделуваат 40% од месечна бруто плата во дејноста. Ваква поддршка може да добие само едно вработено лице на 150 грла овци, едно лице на 50 грла кози и едно лице на 80 грла говеда. Во градската библиотека Тане Георгиевски денеска беше промовирана книгата за деца Насликано време од Стојан Тарапуза. Ова поетско дело е добитник на наградата Ванчо Николевски, најдобра книга за деца за оваа година. Во градската библиотека Тане Георгиевски денеска беше промовирана книгата за деца Насликано време од познатиот македонски писател Стојан Тарапуза. Мотивот и пораката на авторот е да го цениме времето. За него книгата е сопатничка, верена пријателка, од духовна беда спасителка. Ова поетско дело е полно со музика, вистини и мудрости, разбирливи за децата, а и возрастните може да се пронајдат во него, вели авторот. Има ли нешто поубаво од книгата? Никогаш не може да не изневери, никогаш не може да не навреди, секогаш е отворена да ни помогне во секоја ситуација. Полна е со мудрости, полна е со тајни, полна е со случаи и доживувања, полна е со се што ни треба. Во оваа моја наградена книга за која сум овде во Куманово, времето го сликам преку деновите, месеците, годишните времења и на крајот нивите посејани со време, а тоа се книгите.
Од сите агли погледнато, јас го наслика времето според моите можности, разбирања и од мој агол. Времето е страшна работа. Ако не го цениме, ќе не прегазе. Стојан Тарапуза со делото Насликано време е добитник на наградата Ванчо Николевски најдобра книга за деца. Негови најпознати дела се Дамбара Думбара, Седум брода, Зборови подворови, Шарки жарки и уште многу други. Со својата 82 годишна возраст активно твори, а во својата поетска кариера има многу награди и признанија. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во рамките на фестивалот Денови на комедија синоќа беше изведена представата Без паника на Битолскиот театар. Представата е напишана според текстот на Мика Мулуахо, а режијата е на Благој Мицевски. Ликовите ги играат Маријан Ѓорѓиевски, Никола Пројчевски и Александар Копања. Без паника е насловот на комедијата на Битолскиот театар која синоќа беше изведена во Центарот за култура Трајко Прокопиев во рамки на фестивалот Денови на комедија. Представата е напишана според текстот на Мика Мулуахо, фински модерен текстописец, а режијата е на Благој Мицевски. Се работи за триологија која е пишувана во 2005 година. Паника е првиот дел кој е посветен на мажите во општеството, вториот дел се вика Хаос и се занимава со жените во општеството, а третиот дел се вика Хармонија и го сочинуваат неколку брачни двојки. Ликовите во представата ги играат Маријан Ѓорѓиевски, Никола Пројчевски и Александар Копања. Тие истакнаа дека секогаш со задоволство настапуваат на фестивалот Денови на комедија. Секогаш кога доаѓаме во Куманово, супер си поминуваме и секогаш знаеме дека кумановската публика доаѓа отворена за комедија, отворена за позитивни работи, позитивни представи кои мислам досега на сите фестивали ни доаѓаме уште од студентските денови, тука уште кога студирав на ФДО гостувавме со наши студентски вежби и представи и понатаму од Битолскиот народен театар секогаш прекрасно поминуваме Куманово. Кога доаѓаме опуштени и среќни дека гостуваме во Куманово. Реакции и онаму и каде што очекувавме и таму каде што не очекувавме. 1,5 час на целосно забавување, се надевам дека публиката го има истото мислење и тоа е тоа. Режисерот, односно сега мислам уметнички директор во нашиот Битолски театар, познавајќи не добро, сакам да кажам, се надоврзувам на ова, не избра нас тројца како добри познавачи, пријатели меѓу себе, не собра и ова е представа во суштина представа на луѓе кои што добро се познаваат. За да функционираат некои работи, мислам дека функционираат добро, без разлика дали некому се допаѓа или не. Тие додадоа дека Без паника се наоѓа на тековниот репертоар на Битолскиот театар и дека од премиерната изведба во февруари минатата година ја имаат изведувано 54 пати. Навистина секогаш е прекрасна екипа кога превладува позитивна енергија помеѓу нас актерите. Самата представа нуди импровизација, се знаеме понекогаш да претераме, но гледаме да се држиме до првоначално како што си е и самиот интегрален текст. И пресреќен сум, навистина преубаво е да се соработува и со Маријан и со Никола, навистина имаме позитивна енергија, а особено кога наидуваме на ваква публика и фидбекот што ни се дава. Вечерва кумановците имаат можност да ја видат представата Детектор за лаги на Охридскиот театар Григор Прличев. Текстот е на Василиј Сигарев, а режијата на Ненад Витанов. Времето во Куманово денеска беше умерено облачно со дожд. Максималната температура достигна до 20 степени Целзиусови, а минималната до 17. Дуваше слаб југоисточен ветер. За утре се најавува умерено облачно време. Деневната температура ќе достигне 20 степени Целзиусови, а утринската 15 степени. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Со временската прогноза го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.